Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Што мислат тетовци за одлуката за ограничено купување масло? Заврши активностите организирани од уметничката галерија во Тетово, посветени на одбележувањето на Светскиот ден на уметноста. Санкционирани вкупно 24 прекршоци на возачите кон пешаците во текот на вчерашниот ден. Од вчера на сила е одлуката за ограничено купување масло, која Министерството за економија ја донесе со цел да се избегне непотребното купување на големи количини, како и можните злоупотреби од трговците на мало. Граѓаните на Тетово во анкета одговараат дали се согласуваат со неа. Се слажем, да. Дошо некој да купува со пакети, некој да нема ни една шише, ето тој. Да. Па, ја не знам, ама ја 2-3 пута сум тражил, не може да најде човек. Е нормално, треба ограничено. Мислам, не да се ограничува, туку нормално секој да си земе литар, 2, колку му треба, да не паника со пакети, со палети. Како може тоа 2 шишиња да купим, а јас сум 8 члена. Како може тоа со 2 шишиња да... Правилно е. Секој да добие нешто, а не че празно беше, немаше вчера да купам. Значи 1-2 највише и треба да стопира, да реча толку треба да земете, да има за секого, па после ќе дојде друг и така. Така предлага, па се да видиме што ќе биде. Луѓе зема по 5, по пакети, по 10, кој како има финансија и така. Убаво одлучиле сваки да земе по 2, по 3 максимум. Тоа е. Сега не може да правиш и залика. Сега криза е за сите, ама луѓе имаа паре и земаа со пакети. Тој што нема едно ќе земе. А то не можемо да имаме граница колку ќе купиме, колку ни треба. Поскупување не е важно колку, треба да има само. Тоа ја мислам. Значи дека треба повеќе, така? Да, треба повеќе и колку треба на народот. Сметате ли дека имаше злоупотреби, дека купуваа повеќе за да препродаваат? Не, тоа може да е бизнисмените, ама народот не. Народот мора, му треба. Во Брвеница денес се одржа седница на Советот за развој на Полошкиот плански регион. Ова е редовна седница на регионот, кај што треба да помине завршниот финансиски, завршната сметка на центарот, програмата за 2022-2023, проектите што ги планираме. Имаме презентација од страна на Министерството за локална самоуправа од проект со поддршка на швајцарската амбасада, тоест СДЦ, со кој се предвидува студиско патување во некоја европска земја. Денеска треба тоа да одлучиме, да им се презентира на началниците целите на овој проект и што би било згодно да научиме од искуствата во ЕУ. Активности ќе ги имате? Имате ли некој план што ќе сработите во текот? Така, во текст е така наречени форуми на региони, кај што се поканети представници од сите општини на регионот, како и бизнисите и невладиниот сектор да придонесат во проектите што ќе ги аплицираме во следниот период. Тоа е за тековната и за 2023-2024 година. Тоа е по препорака на швајцарците, начин на работа во швајцарската држава. Истото сакаме да го примениме и кај нас со тоа што ќе обезбедиме граѓанска инклузивност при носење на одлуките. Инвестираме во обновливи извори на енергија за успешна енергетска транзиција, истакна председателот на владата Димитар Ковачевски. Тој додаде и дека земјава стратешки го зголемува производството на домашна храна. Секоја криза представува и можност
За таа цел беше изработена стратегија за практично транзиција на електроенергетскиот систем. Пред 10 дена ја пуштивме првата фотоволтаична централа на старите наоѓалишта на Јаглен во Осломе од 10 мегавати. Тоа е државна инвестиција која што е помогната со Европската банка за обнова и развој. Тука веќе се планирани и ќе отпочнат со градба уште две од по 50 мегавати фотоволтаични централи кои што ќе бидат изработени врз основа на концептот на јавно-приватно партнерство со компанија од Турција Fortis и компанија од Бугарија SolarPro и уште една 10 мегавати која што ќе биде во собственост исто така на СМ Македонија, практично со што ќе се замени 120 мегавати работата на Осломеј од Јаглен со 120 мегавати моќност на фотоволтаични централи од обновливи извори на енергија и тоа е прв пример во југоисточна Европа. Оваа криза не научи дека мора да се инвестира стратешки, како што зборував пред малку во енергетиката, исто така и во земјоделството. Затоа веќе е направен нов интервентен фонд оваа година и програмата е веќе направена, во која што се клучни за инвестирање пченката, пченицата, јачменот и сончогледот. Второ, поледелството и трето сточарството и нормално обоштарството како поледелството и овощарството како извозни гранки на нашето земјоделие. Исто така во однос на субвенциите воведуваме неколку новини, а тоа е прво воведување за прв пат на авансна исплата на субвенции и тоа ќе започне во оваа година со обоштарството, што значи дека субвенциите ќе бидат исплатени 30% пред да започне сезоната, тогаш кога најмногу им ги треба на земјоделците средствата за да може да инвестираат во насадот, а 70% потоа според планот за исплата на субвенциите. Второ, ќе бидат зголемени сумите за засадување на пченица и на пченка, како и на сончоглед, и тоа ќе бидат на историски највисоко ниво. Дополнително за секој зголемено производство по хектар на пченка и на пченица ќе следува зголемено дополнително ниво на субвенција, што значи дека веќе субвенциите со оваа мерка ги пренасаме од полето на инпут на моделот на аутпут на она што ќе биде произведено и исто така истите тие површини ќе бидат субвенционирани и со зелена нафта, која што ќе биде во зголемен износ по хектар обработена површина со оглед на зголемените цени на енергенсите. Министерот за здравство Беким Сали во интервју за TV21 рече дека има доволно количини вакцини за сите заинтересирани граѓани и дека ја очекуваат вакцината на Џонсон. Тој истакна дека треба да се работи на свеста за имунизација против COVID-19. Значи, очекуваме една донација која што од Џонсон вакцината. Тоа е монодоз вакцина која што еднаш се аплицира, а покрива односно е еквивалент на двете дози кои што ги добивавме порано. Со Џонсон вакцината ќе бидеме покриени до крај на март 2023 година. Тоа значи дека имаме сосема доволно вакцини. Ние треба да работиме повеќе на свесноста и на потребата за вакцинација. За зголемување на интерес требаше ние да аплицираме рестриктивни мерки, кои што за жал кај нас и не се прифаќаат така позитивно. Сметам дека требаше да ги следиме и трендовите во регионот, како се постапува таму, за да можеме и ние да делуваме, да биде благо, меѓутоа да биде позитивно. Значи, ние веќе месец и пол анализата за ковид состојба кај нас, епидемиолошката состојба ја сметаме од ризик фактор, хоспитализации, смртни случаеви и новоинфицирани. Бројот на ново заразени, ново инфицирани паѓа постојано. Денес сме веќе на 146 ново инфицирани, меѓутоа немаме хоспитализации, нема починати. Така да веќе неколку дена. Да, тоа е тренд и затоа ние така постапуваме да ослободиме, да може да функционираат нашите граѓани слободно. Заврши активностите организирани од Уметничката галерија во Тетово, посветени на одбележувањето на Светскиот ден на уметноста. Со изложба на уметнички слики и графика во паркот на Шарената џамија заврши еднонеделниот проект за промовирање на уметноста.
Денес се заокружи активностите посветени на Светскиот ден на уметноста организирани од Уметничката галерија во Тетово. На завршна изложба беа презентирани делата на студенти од Државниот универзитет во Тетово во повеќе техники. Во паркот на Шарената џамија пак беа изложени графики кои сите заинтересирани можеа да ги погледнат од 10 до 18 часот. Денеска е финалниот ден на одбележувањето на Светскиот ден на уметноста и на некој начин ги обиколивме сите активности, почнувајќи од понеделник па до ден денеска. Тука во галеријата ни се изложени дела од студентите од Државниот универзитет при факултетот за ликовни уметности. Значи има неколку студенти избрани се, додека во паркот таму се изложени, се одржува една изложба на графики на отворено. Се надевам дека успеавме да потикнеме за развивање на свеста, за подигнување на свеста за уметноста. Така да се надеваме дека ќе ни биде традиционално ова и следниве години за одбележување барем на Денот на уметноста. Треба да се работи повеќе, се бидејќи бевме изложени кон луѓето и луѓето кон нас. Видовме дека стварно има потреба Тетово за уметност, за култура, за промовирање на такви работи. Така да, еве и ова покажува многу, значи феноменални дела, многу убави дела на студенти, на млади луѓе. Значи треба да се потикнуваат и по младите генерации. Почнувајќи од основно, па средно, па се до ликовната, од студентите од ликовна уметност. Темата на уметничките слики била слободна. Застапени биле различни тематики од различни профили на уметници и различни категории. Од Уметничката галерија Тетово велат дека целта била во активностите да се вклопат повеќе сегменти за да се промовира уметноста. Одземени пари во пекара во Тетово, физички напад во гостиварско Дебреше. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Полициски службеници ноќеска околу 2 часот и 30 минути лишиле од слобода 35 годишен тетовец поради сомнение дека еден час пред тоа во пекарница на улица Браќа Миладинови во Тетово со закана кон вработената одзел пари. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 13 часот и 35 минути на улица Маршал Тито во Тетово лишен од слобода бил 42 годишник од Скопје, кој претходно извршил кражба во продажен објект во трговски центар на истата улица. Одземените предмети биле пронајдени и вратени на собственикот. По документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок. Вчера пак во 20 часот и 15 минути лишени од слобода биле двајца 23 годишници од гостиварско Дебреше, кои во 18 часот и 30 минути биле пријавени од нивниот 32 годишен роднина и сосед од истото село, дека околу 17 часот и 40 минути во дворот пред семејната куќа физички го нападнале со метален предмет. Двајцата се задржани во полициската станица Гостивар и по целосното документирање на случајот ќе им биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 12 часот и 30 минути лишен од слобода бил 73 годишен гостиварец, кој половина час пред тоа на улица Питарница во Гостивар физички ги нападнал полициските службеници додека преземале службени дејствија. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и по документирање на случајот ќе му биде изготвен поднесок. 35 годишник од Гостиварско Зубовце пак вчера вечер во 23 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавил дека околу 22 часот и 50 минути додека излегувал од угостителски објект во селото, физички бил нападнат од негов 42 годишен соселенец. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера во 18 часот и 50 минути во СВР Тетово пријавено е дека настанал пожар во стара воденица во Тетовско Непроштено, сопственост на 53 годишник од ова село. Со интервенција на Тетовската противпожарна единица околу 19 часот и 30 минути пожарот целосно е изгаснат. Се расчистува случајот. Санкционирани вкупно 24 прекршоци на возачите кон пешаците во текот на вчерашниот ден. СВР Тетово со засилени акцијски контроли на подрачјето.
Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 10 до 15 часот спровеле акцијска контрола за почитување на обврските на возачите кон пешаците, во која биле откриени и санкционирани вкупно 24 прекршоци, 20 во Тетово и 4 во Гостивар. Најголемиот број од возачите прекршители, 19 од Тетово, не ги пропуштиле пешаците кои биле на коловоз и започнале со преминување на улиците. На сите прекршители изготвени им се законски предвидените поднесоци, а со соодветни поднесоци биле заокружени и 3 други видови сообраќајни прекршоци, 2 во Тетово и 1 во Гостивар. Овие контроли ќе продолжат до крајот на месецот и се едни од неколкуте приоритетни на СВР Тетово, а нивната цел е да придонесат за поголема безбедност на пешаците, но и за подигнување на нивната свест и култура. СВР Тетово уште еднаш на возачите им укажува и ги подсетува секогаш и секаде да им даваат предност на пешаците, а пешаците да ги почитуваат важечките знаци, правила и прописи како учесници во сообраќајот и посебно кога ги преминуваат улиците или патиштата. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.